Средбите на Габриел Ескобар, заменик помошник од државен секретар на САД и специјален представник за Западен Балкан, со премиерот Димитар Ковачевски и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, не променија ништо. Ескобар денес изјави дека САД не ставаат никого под тортура и не бираат влади, но имаат очекувања. Сакам да кажам дека нема никого да го подложувам на тортура овде. Сакам јасно да посочам дека САД не избира влади за земјите на НАТО. Меѓутоа поставуваме очекување и единствената работа за која што ќе зборувам е да ја дадам истата порака која што ја ширам во регионот, дека САД ги гледа како природни партнери оние кои што се посветени на европската интеграција на НАТО и на борбата против корупцијата. Премиерот Димитар Ковачевски повтори дека без оглед на сложената политичка состојба, земјата ќе продолжи на патот кон Европската унија. Ќе направиме се согласно со законите во државата да ни оди напред. Ќе направиме се за граѓаните да се европски граѓани со европски животен стандард. Ама европски граѓани кои што живеат во Северна Македонија, а не европски граѓани кои со пасоши на туѓи држави одат и живеат во туѓи држави кои што се дел од Европската унија. Освен со Ковачевски, Ескобар средба имаше и со Христијан Мицкоски, по кој од партијата го приложија следното известување. На средбата беше потврден ставот на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН во врска со уставните измени. Председателот Мицкоски потенцираше дека актуелната власт во Македонија за многу внатрешни политички прашања погрешно ја информира меѓународната заедница, вклучително и Соединетите Американски држави. Уште еднаш беше афирмиран ставот на партијата дека суштинската заложба и приоритет на ВМРО ДПМН е Европската унија и евроатлантските вредности. Истакнуваат од ВМРО ДПМН потенцирајќи дека единствен излез се предвремени избори.